Добро вечер во уште едно издание на Диезепамче со Мими Мирчевска. Со нас вечерва е професорот Сашко Кедев, кардиолог, високогорец. Да кажеме дека оваа година беше ваша успешна, за Македонија успешна година, 14 освоени врвови, но не се само освоени врвови, туку еден неверојатен животен предизвик, што ве промени вас, но ги променува и сите околу вас. Дали добро ве дефиниравме за 2025 година? Да, секако. Благодарам за поканата. А професоре, 14 освоени врвови, навистина една заокружена, да речеме, приказна, не знаеме, ќе ве прашаме во текот на емисијата дали ќе продолжи таа приказна. Иако неколку пати сме снимале, за секој освоен врв чинам сме направиле историја, но што е она што Сашко Кедев го мотивираше на ваков предизвик? Што беше клучно во животот кога рековте решив ќе ги скачувам сите врвови на до 8000 метри, кои што знаеме дека се навистина опасни? Сето тоа патешествие беше некако спонтано и од почеток воопшто не размислував и не беше тоа моја цел да ги искачам сите 14 врвови над 8000 метри. Еверест 2009 година беше дел од така наречениот проект 7 највисоки врвови на секој континент и после тоа сметав дека никогаш нема да се вратам во таа зона над 8000 метри. Меѓутоа после ковид 2021 се отвори нова перспектива, пробав на Манаслу и некако се одмота филмот, макар што после секој од тие искачувања сметав дека тоа е последното. Тој ден кога ќе се искачев на вториот, на третиот, на четвртиот, сметав дека е тоа и дека е доволно и дека е преголем тој ризик да се соочувам со тие предизвици на тие височини, каде што границата помеѓу животот и смртта е многу тенка. И кога ќе го осети тоа човек, се буди еден инстинкт на самоодржување, самозаштита, која што ни вели да застанеме малку, да успориме и да не ризикуваме понатаму. Меѓутоа, мотивацијата беше чиста. А поимот чиста мотивација сметам дека е можеби најважниот начин на стимулација и мотивација од било кој аспект. И во животот, и во професијата, во кариерата, во семејството, во релациите со другите луѓе, па и меѓу нас како новинар и доктор, принципот на чиста мотивација според мене е најважниот принцип. Тоа значи да се најде некоја причина која што нема рационалност во себе. Тоа е нешто како, например, ако ја споредиме мотивацијата на мали деца, кои што си играат и наоѓаат задоволство во навидум многу површни и незначајни работи. И токму тоа на некој начин, тој принцип ме доведе до оваа фаза да збориме за 14 врва. Но не е детски над 8000 метри, нели да се искачат, а велите за секој ден врв велете дека готово последно е навистина, тоа е една голема тежина. Што беше мотивот за наредниот врв? Преживувањето или да се види како е на тој врв? Секој врв најверојатно е различен во искачувањето. Да, секако секој врв е различен. 7 врва во Непал, од тие 14 тоа е Хималајскиот масив, 5 во Каракорам, Пакистан и 2 во Кина. Тоа се тие 14 врва. Секој си е свој предизвик сам за себе, со свои специфики и со своји убавини. Не можам да одвојам ни еден за кој што би кажал ова е поубав од другиот или позначаен или помалку значаен од преходниот. Меѓутоа таа беше чиста мотивација. И од сегашна перспектива не би можел добро да го дефинирам тој мотив што ме водел уште еднаш да влезам во тој ризик, во нареден ризик. Колку беше ризично? Колку пати имавте една ситуација каде што на вистина можело да биде тоа и последниот ден во вашиот живот? После симнувањето од Еверест, сметав дека нема потешко од тоа. Симнувањето ми беше најтешкиот дел од таа сериозна експедиција и сметав дека нема потешко од тоа симнување. Наредниот пат, соочувањето со Манаслу, една траверза што ја направивме за прв пат после 45 години да се искачи вистинскиот врв на таа планина, сметав дека тоа е неверојатен предизвик. Меѓутоа, како се соочував со секој нареден врв, сметав дека нема потешко од тоа. Например,
симнувањето од К2, кога го преживеав на некој начин, сметав дека тоа е најризичната планина, најтешката планина. Меѓутоа, за среќа имавме добри временски услови кои што ни овозможија многу безбедно да ја завршиме тогаш таа експедиција. Потоа следуваше искуството на Broad Peak. Само после 5-6 дена веќе бев на врвот на следната планина што е непосредно во близина на К2 и тогаш сметав дека тој Summit Day, значи тој ден на искачување последниот, што за Broad Peak е најдолг од сите 14, се смета најдолготраено искачувањето и одевме во многу тешки услови на нов снег, без јажења, немаше фиксирани јажења на тоа искачување и сметав дека тоа е најголемиот предизвик. За да дојде наредната година Анапурна. Анапурна е најсмртоносната планина, се соочивме со неколку лавини, се соочивме со едно неверојатно тешко искачување, скоро 2000 метри висинска разлика на самиот тој Summit Day, Summit Push, кога одиме према врвот и буквално траеше 24 часа. Тоа искачување и спуштање во еден ден со 2000 метри разлика. За планинарите кои што биле на поголеми височини знаат што значи 2000 метри разлика во зоната на смртта, бидејќи не е исто да се искачува кај нас на нашите планини 2000 метри висински и во Хималаите или на Каракорам пределот. И тоа искачување беше до тогаш најтешко, убедливо најтешко, за да после, тоа беше на 15 април, во јули, значи после 2-3 месеци, искуството на Нанга Парбат. За мене најтешката планина од сите и не случајно и Меснарија има окарактеризирано така таа планина, бидејќи и според него, кој што е најуспешниот алпинист на големите височини, најтешката планина и не постои нормален или така наречен безбеден пат. Бидејќи на секој планина има различни приоди и понекогаш се оди по најлесниот пристап, меѓутоа за Нанга Парбат е карактеристично, па и за Анапурна, дека не постои безбеден пристап. И ако се навратам на ризичните моменти, секако еден од најголемите предизвици беше симнувањето од Нанга Парбат, бидејќи симнувањето се случува самостојно. Тогаш немаме поддршка од шерпасите, бидејќи шерпасите ја собираат целокупната опрема. Употребениот, неупотребениот кислород, шаторите, заедничката опрема, и тогаш се спуштаме сами, а спуштањето од Нанга Парбат е многу технички, предизвикувачки предел. Има еден предел кој што се вика Киншофер Дзит од 3 дела, 1, 2 и 3, и тоа е дефинитивно технички најпредизвикувачкиот дел од сите 14 планини, над 8000 метри, и само што го спуштив сето тоа и сметав дека сум на безбедно, тогаш малку и концентрацијата паѓа, имав едно лизгање 2-30 или нешто повеќе, можеби метри по еден мраз, меѓутоа за среќа имав двојно обезбедување на таа жица, на тоа јаже на кое што бев фиксиран и едното обезбедување ме задржа. И тоа беше за мене најризичниот дел од моментот од сите експедиции. Што помисливте во тој момент? Во тој момент ми се одмота филмот и тоа траеше многу долго. Иако тоа било всушност само неколку секунди и позади мене одеше Најла од Пакистан, таа е девојка која што ги има 12 искачено, има уште 2 или 3 мислам, кои што би требало наредната година да се надам да ги заврши. Најла беше сведок на сето тоа. Значи и во моментот кога ме задржа тој последниот анкор, јас бев со затворени очи, меѓутоа ми се одмота целиот филм. И всушност тоа чувство е навистина неописиво. Соочувањето со ризикот од сопствената смрт всушност не трансформира. И тогаш ни овозможува да гледаме и со третото око. Бидејќи ние со нашите сетива, со нашите 5 сетива, многу лимитирано го доживуваме светот. Меѓутоа има моменти во животот кога нашите 2 очи се затворени и кога даваме максимум од себе и го живееме животот тотално и максимално, како што беше моето паѓање, во тој момент се отвара третото око, кое што погледнува внатре. Погледнува внатре, кај што е суштината на животот.
И тоа е всушност шестото сетиво, кое што се активира во вакви ризични моменти во кои што живењето е тотално и присутноста е тотална во тој момент. И тоа е надвор од времето и просторот. Тоа е буквално надвор од времето и просторот и затоа мене ми изгледало дека е многу долго, а просторот ми е неописив, на момент не знае човек кај се наоѓа. И тоа е всушност кога се активира шестото сетиво, значи третото око, кое што гледа внатре, и тоа е всушност моментот кога се стварат услови за да се отвори седмото сетиво. Тоа е чувството на просветлување и светлина. А тоа се моменти кога исклучително може да се случат на максимално живење, тотално живење и најчесто ризични услови. Како беше после тоа? После тоа, значи, ми требаше на животот Да. на вас. Најпрво ми требаше да соберам, прво да се консолидирам на некој начин и да соберам сила да го изадам тој дел. Значи тоа е нешто, најпрво треба да се пристапи до кампот 1 и потоа до базниот камп. Се уште имаше некои предизвици, бидејќи тоа е многу нестабилен дел. Многу нестабилен, многу стрмен, смрзнат дел и условите беа многу различни при спуштање отколку при качување. При качување имавме нов снег и на некој начин безбедно се качувавме, а на симнување поради јак ветер и многу ниски температури, тоа беше стакло и замрзнато. И при спуштање, при мал момент на неконцентрација, може да се случат такви падови. Така да ми требаше малку време да се консолидирам, меѓутоа чувството на големо задоволство и исполнетост беше огромна кога дојдов во базниот камп. Што е во тој момент? Само контролата, рековте дека сте внимателен, значи во сите тие контролни механизми, среќата, Бог. А во тој момент најверојатно е најважно чувството на сведок на самиот себе. Бидејќи во такви моменти, јас биолошки најверојатно не сум бил супериорен да ги издржам тие работи биолошки, како организам, Да. како физикус, меѓутоа чувството на сведок на самиот себе, кога се наблюдуваме самите себе, тогаш можеме да сватиме дека сме многу повеќе од сопственото тело и сопствениот ум. Самодовербата, контролата? И тоа ја враќа самодовербата и контролата, меѓутоа предуслов за сето тоа е да се развие чувството на сведок на самиот себе. И тогаш сваќаме дека сме многу повеќе од сопственото тело, од сопствениот ум и сопствената душа, и тогаш можеме да мобилизираме многу од така наречената скриена енергија што имаме во себе. Дали после овој врв рековте Сашко готово? Значи, рековте готово, преживеав ова, се симнувам, се пакувам и веќе никогаш. Сигурно, тоа беше дефинитивно. И тогаш беше најлогично, бидејќи во таа година беше искачена на Пурна, Нанга Парбат, и следува дел од групата во која што бевме продолжуваа на Гашербрум 1 и 2, што се неспоредливо во нормални услови полесни од Нанга Парбат. Нанга Парбат е најтешкиот технички врв од сите 14. И тогаш се вративме до базниот камп, потоа имавме еден долг трекинг надолу до место кај што имавме трансфер до Скарду и стигнавме до Скарду. И тогаш дојде како опција да се оди на Гашербрум 1 и 2, меѓутоа искрен да бидам, бев пресреќен што ми кажа Мигма, нашиот лидер, дека јас немам дозвола и ќе треба да се чека едно 10 дена за да се добие дозвола од Пакистанската алпинистичка асоциација. И тоа ми беше супер, викам нема шанса, јас си одам и се вратив, имав некои други професионални обврски. Така да тогаш бев многу сигурен дека најверојатно тоа е веќе последното нешто. И наредното мотивот кој беше? Наредното беше... После колку време? Наредното беше, значи ова беше во јуни 23-та, и наредното беше голем предизвик што кинеските власти ни дозволија
пристап кон шишампагма и чоју. Бидејќи тие врвови беа затворени подолго време, уште пред ковидот и после ковидот беа комплетно затворени од кинеските власти, и кинеските власти дадоа многу ограничувачки дозволи само на неколку групи, меѓу кои беше и нашата група, и тоа беше на некој начин бонус да се проба. Сега кога ќе споредиме Анапурна и Нанга Парбат со чоју па и шишампагма, во тоа време не ја знаев сериозноста на шишампагма, сметав дека тоа ќе биде многу лесно, бидејќи сепак има оваа аклиматизација и меморија. Да. Кога одиме на 8000 метри и после месец-два се уште организамот има меморија и аклиматизацијата е многу полесна. Тоаш многу полесно се спруваме на тие височини и така дојде искуството на наредното, при што чоју имавме бонус самит, бидејќи на самиот ден на искачувањето на врвот ни се случи да имаме многу лошо време, комплетно белило и дојдовме 200 метри до врвот и не можевме, и не се гледаше врвот и останавме скоро 2 часа на еден голем ветер, значи невреме, снежно белило и непрегледност. И тогаш Нимс дај од Елит, собственикот на Елит, кој што имаше доста значајно и војничко искуство од британските тајни служби, веќе долги години беше дел од тие служби, и тој направи војничка навигација, систем на војничка навигација, тројца негови шерпаси, следејќи неговите инструкции, не однесува до врвот. И тоа беше бонус самит, и бевме пресрекни дека успеавме со чоју и сметавме дека ќе се спуштиме и директно одиме на шишампагма, ќе ја претрчаме шишампагма. Така бевме еуфорични, за да ни се случи една голема трагедија на искачувањето на шишампагма, кога 4 од нашите 2 заеднички групи загинаа, и тоа беше голем стрес за сите нас и мораше да се вратиме. И тогаш сметав дека после тоа тешко да би се вратил таму на шишампагма, кај што се телата на двајца од нашата непосредна околина кои што загинаа. Колку врва остана од шишампагма до крајот? Да, тогаш останаа 6 врва всушност. 6 врва, меѓутоа после К2, Анапурна и Нанга Парбат се е полесно. Бар навидум, ако се условите нормални. Меѓутоа искуството понатаму покажа дека, бидејќи имав 2 неуспеха на Канченчунга, и при тие 2 неуспеси сметав дека никогаш нема да се вратам на таа планина, бидејќи очигледно беше дека планината не ме пушта натаму. Конечната улога во овие искачувања има планината. Планината и времето и постоењето природата одлучува дали ќе не пушти да се искачеме или нема да се искачеме. И од тој аспект терминот освојување е во наводници, бидејќи ние не ја освојуваме планината, само се искачуваме. Ние сме многу мали, ние сме неописиво мали и минорни во однос на грандиозноста на овие големи планини. Колку луѓе не ја слушаат планината, заменуваат и некако и сами ја предизвикуваат трагедијата, и дали се свесни дека може да завршат или може би па и сакаат да завршат така на планина? Тоа е многу деликатно прашање. Точно е дека многу луѓе ќе ги понесе таа еуфорија, таа така наречена самит треска, и јас сум ја осетил таа состојба, бидејќи после првата лавина на шишампагма, кога загина Ана и незиниот шерпа, 2 шерпаси преживеа, меѓутоа со тешки повреди, во тој момент и јас разговарајќи со Нимс, па и Нимс беше спремен да продолжиме. И потоа имавме радиоконекција со Мигма, кој што беше позади нас, тој се движеше без кислород. И при тој разговор со Мигма, сепак одлучивме да се симнеме. И тоа беше многу мудра одлука, бидејќи само што тргнавме надолу, падна втора лавина и тие што продолжија загинаа. Еве, јас лично кажувам дека во тој момент, понесено таа треска према врвот, еуфорија, дури ја размислував да продолжам. И ги разбирам луѓето што ќе настрадат во лоши услови, бидејќи критичноста е лимитирана. Најпрво, поради големата височина, условите на хипоксија, нашата моќ за расудување, критичност и самокритичност е нарушена. Значи, ние не можеме објективно да направиме реална проценка и најверојатно затоа се случуваат
поголеми трагедии во овие хипоксични услови. Како беа последните планини, последниот врв? Последните две искачувања беа оваа година. Најпрво во мај Канченчунга имавме многу добар прилог за Канченчунга и тоа ми беше успех од трета мајка, бидејќи два пати неуспешно. И тоа беше исто искуство само за себе. Тука беше карактеристично дека на последното искачување, значи последниот дел од таа секвенца на искачување од камп 4 до врвот, се разминавме со една група на шерпаси кои што на истото јаже го спуштаа мртвото тело на една французика кој што пред неколку дена загина. И сега во темница, кај што само се движиме во комплетна темница, само ламбата на нашите капи свети пред нас и на истото јаже треба да се исклучиме за да се приклучат черпасите што го симнуваат мртвото тело завиткано во најлони и тоа е всушност соочување со непостојаноста на животот. Таа иста девојка која што само пред неколку дена со голем ентузијазам на истото јаже се качувала, за кратко гледаме дека останува само нејзиното тело кое што го спуштаа 7-8 шерпаси всушност. И тоа укажува на сериозноста на овие искачувања, бидејќи на крај таа кога останала на тоа место, значи под врвот, скоро 500 мисла метри беше под врвот и нежините шерпаси ја оставија, бидејќи не можеле ништо да ја помогнат. Во тие услови, кога си временските услови добро, ако останат и шерпасите, тие ќе загинат. И тоа укажува колку е сериозна ова активност од една страна, од друга страна колку е се пролазно, колку е се транзиторно во животот и колку ние сме кратко присутни на овој простор за кој што ние мислиме дека е многу голем, дека ние го разбираме, а всушност ние многу малку разбираме и за просторот и за времето во кое што живееме. И потоа следуваше пристапот до врвот, некаде на неколку стотини метри до врвот, мене ми беше замрзната маската, беше многу ладно и не можев да земам воздух. Значи, неколку пати пробав со килу, пробав со друга маска, пробав со продувување на таа валвула кај што е конекција со кислородната боца, меѓутоа неуспешно беше сето тоа и на крај искачувањето последните неколку стотини метри беа без кислород всушност. Ја имав тргнато маската за да земам воздух. И кога стигнав на врвот бев комплетно истоштен и тоа беше исто еден многу голем ризик, бидејќи знам дека престоеше симнувањето. Симнувањето од Канченчунга до тогаш може би беше исто еден од најризичните моменти. На спуштање при самиот почеток на спуштање по една карпа кај што нема и снег, бидејќи многу стрмна, јас го свиткав коленото, имав повреда на коленото и тоа на некој начин многу ми го отежна спуштањето и тогаш бев концентриран и фокусиран само да се симнам до базниот камп, меѓутоа веќе и размислував што ќе правам за наред последниот врв Гашебрум 1, бидејќи остана уште еден. И тоа беше голем стрес. Сепак сте имали оптимизам. Да, и покрај коленото сте размислувале. Да, размислував како и што да направам. Размислував спуштајки се, дали кога ќе дојдам во Скопје да направам магнетна резонанца или да не правам магнетна резонанца. Јако не сум ортопед, претпоставував дека со самиот факт што на секој чекор имав многу јака болка во левото колено и сметав дека е сепак посериозна повреда, бидејќи се слушаше звук клак на секој чекор и тоа укажува дека сепак е објективна, не е само истегнување, не се работи за истегнување, како и да е, спуштајќи се сметав дека ако ми отече многу коленото, за среќа не отече многу, тогаш ќе морам да се консултирам со специјалисти, меѓутоа бидејќи не отече многу и потоа направив рехабилитационен програм во Скопје, кој што ми помогна да се опоравам, да ја вратам таа хипотрофија на мускулатурата што следеше, за да следуваше последното искуство Гашебрум 1 во јуни ова година. И таму дали имаше предизвици, дали беше лесно? Не беше лесно, секако не беше лесно. Имав среќа на тој трекинг према базниот камп да бидам пратен од во иста група, бевме со една кинеска група која што одеа према К2
и првите 6-7 дена ги одиме заедно и потоа се одвојуваат, ти одат кон К2, ние одиме кон Гашербрум 1 и 2 и имаше една девојка која што беше јога инструктор од Калифорнија, кинескиња, која што многу ми помогна во однос на некои типови на истегнувања и вежби за да го малку релаксирам коленото, да ја зајакнам мускулатурата и така стигнавме до базниот камп со помали болки сепак и беше успешна таа експедиција. Но се решивте, заминавте, се Да, скачивте, се симнавте. Какво е чувството? Среќен сте сега, помина толку време, исполнете ли се уште, мислите дека имате нови предизвици на планините? Чувството е всушност невозможно да се опише со зборови, бидејќи зборовите многу малку може да кажат. Најголемата вистина е во тишината, во празнината помеѓу зборовите. А зборовите всушност, за да ги свати некој, треба да има лично искуство на соодветната активност во животот. И е многу тешко да се опише со зборови во чувство, меѓутоа се уште повремено ноќе се симнувам од некаде. Се уште. Се симнувам од некаде и меморијата на сите овие искачувања, посебно на последниот ден, кога одиме према врвот и се спуштаме, е незаборавна. Иако ние многу работи во животот ги подзабораваме, секој врв, секој од овие 14 врвови, искачувањето и посебно спуштањето е длабоко врежано во меморијата. А со вас секогаш е вашата половина Ганка. Мора да спомнеме, не е тоа лесно и на последната ваша прекрасна, да кажеме, не беше тоа конференција, тоа беше разговор на вас од целата публика за вашите чувства, за една лекција за животот, дека се е искачување, симнување, предизвикот, поврзувањето со материјалните работи. Како преживуваше Ганка? Сега ја немаме да ја прашаме, но Ганка како го преживуваше сето ова, сите оние кои ќе ги види, ќе слушна лавини и сепак она ги освои сите базни кампови заедно со вас. Точно, за неја беше голем предизвик одредени пешачења до некои базни кампови. Например, пешачењето, тој трекинг до базниот камп на К2 е експедиција сама по себе. Тој трекинг од Скарду, Асколи, понатаму до базниот камп К2 е многу сериозна активност и тоа трае 7-8 дена и во многу тешки услови, бидејќи за разлика од Непал, кај што има така наречени лоџови многу често и стандардот е на повисоко ниво, например трекингот до базниот камп на Еверест е многу луксузен. За разлика во Пакистан не постои такво нешто. Тоа е трекингот се одвива во така наречена воена зона. Тука има многу висока стационираност на војно присуство од пакистанска страна, меѓутоа и од страна на Индија, тука и Кина, и тука нема развој на инфраструктура што би го помогнала. Така да за неја беше голем предизвик К2 и во еден правец одење, меѓутоа и враќањето беше уште потешко, до 14 сати во еден ден. Може да замислите 14 сати во еден ден со снежни наноси и ветер. Тоа беше навистина предизвик, тоа е првиот аспект. Вториот аспект сте вие. Да, и вториот аспект е испраќањето према самите. Јас не можам да заборавам на Анапурна, кога се испраќавме. Значи, тоа е чувство како да се оди во војна. И тоа во војна во првите борбени редови, кај што ризикот од смрт е сигнификантен. И тоа чувство беше така навистина доста посебно и незиното искуство беше најдраматично на Шишапангма, бидејќи таа беше до базниот камп кој што е 6000 таму, значи на тоа место Шишапангма, и тоа е стварно предизвик и престојот таму е во една респектабилна височина, бидејќи Монблан е 4808 метри. Монблан, највисокиот врв на Алпите, 4800. Овде збориме за височини над 6000 метри на базен камп или Advanced Base Camp.
Од базниот камп на Шишапагма, кај што престојуваше таа, се гледаше врвот. И кога се случи првата лавина, кога загина Ана и Мигмар, нејзиниот шерпа, се случи драма и сега постои радиоврска меѓу нашите шерпаси и тимот што е во базниот камп, бидејќи во базниот камп беа други експедиции кои што чекаа да видат што ќе се случи. И настана драма и тогаш се знаеше дека некои загинале, па и она и никој не знаја кој загина, не кажуваа кој загина, за да втората лавина лично ја види. Втората лавина во која што загина нашата најдрага пријателка Джина од Њујорк и моја и нејзина, со која што имавме 5-6 заеднички експедиции претходно. И тоа се едни огромни животни искуства кои што го трансформираат човекот. Ви речеле никогаш со вас, добро, веќе не се качувај на наредниот врв или беше мотив да продолжиш? Никогаш. Никогаш немавме таква дискусија, секогаш беше оставено на мене. Меѓутоа тука исто можам да споделам искуство и семејно. Значи, керките мои и мојата мајка, која што 88 години, беа под голем стрес. Значи, под голем стрес на секоја од овие експедиции. Например, на Даулагири, кога бевме во базниот камп, се запознавме со Антонио Сикарис. Тој беше до тогаш најуспешниот грчки алпинист со 5 искачени врвови и тоа му беше 5 обид на Даулагири. Значи, имаше 4 неуспешни. И во една прилика влета во мојот шатор, вика, имам многу добра вест, стапи во контакт со твојата керка. Бидејќи јас немав интернет, нашата група немаше, само Антониос имаше интернет, имаше и сателитска комуникација, и така во неговиот шатор воспоставивме врска со мојата керка и тоа беше навистина еден многу ослободувачки момент кога и семејството ќе осети дека се е безбедно. И тоа беше на некој начин зацврстување на нашето големо пријателство со Антониос, иако се знаевме само неколку дена. И тој ми испрати према врвот. Ние се качивме тогаш на врвот и на спуштање не се видовме, бидејќи тој веќе одеше и беше во шаторот уморен, за да после неколку дена добивме информација дека тој загина и остана на Даулагири. И тоа се многу мокини чувства во кои што гледаме колку е се кратко. Колку е се кратко и колку е се непредвидливо и колку е се фрагилно, колку е животот фрагилен и колку малку ние разбираме за животот. Подобро го разбирате животот сега? Па не би можел да кажам подобро или полошо. Или полесно ги прифаќате ударите, загубите, да речеме удари загуби што ги имаме во секојдневието. Да. Се добива чувство и се сваќа дека болката, страдањето, мизеријата што ни се случува на сите во животот е всушност една голема можност за растење. Сите тие болки, целото тоа страдање не прави посвесни и кога ќе ја зголемиме свесноста на животот, например свесноста дека животот е многу фрагилен, дека е многу мала границата на тоа ние што го разбираме како живот и смрт, и тогаш тоа ни овозможува да пораснеме. Бидејќи можноста за раст е пропорционално зависна од степенот на ризик и опасност со кој што се соочуваме во животот. Тоа исто така, ако видите кај младата популација. Има млади луѓе кои што се многу протектирани пред се од семејството, од средината и си го живеат многу спокојно, релаксирано, без тоа се во наводници, кажувам, животот, за да на крај сватат дека имаат промашено. И нивните родители, и тие самите, бидејќи суштината во животот е предизвикот, соочувањето со ризиците, и тоа е единствениот начин на кој што може преку храброста да се експлорират новите работи во животот. И тоа е можноста за растење во животот. Професоре, направивте позитивен земјотрес кога се искачивте, кога дојдовте овде, во интервју кажавте, направивте еден голем земјотрес, да кажеме, во здравството, за кардиохирушки интервенции, кои што не би требало да бидат направени. Министерот минатата недела најави дека оваа недела веќе членови комисија од надвор експерти преку видеоврска ќе кажат што навистина
се случува, иако и доктори од приватните клиники на пресконференција во владата потврдија дека дел од интервенциите биле неправилно направени. Од оваа опозиција како доктор, зошто мислите дека се прават? Толку за голем профит? Затоа што колку и да имаме пари, пак ќе седиме на едно место, другите, 10 стана ќе бидат затворени, мораме нели да одиме до таму. Или тоа е едно неконтролирано чувство, веќе во еден бизнис, паѓање на една емпатија, залепување, затрчување кон материјални работи. Толку е голем профитот за да се направили непотребна интервенција. Како гледате од денешен аспектот, како излезе целата таа, да речеме, не е само афера, веќе и потврда, дали ќе има успех, дали ќе има цел сето тоа, ќе имаме подобро здравство? Ова состојба е презентирана многу години назад. Значи не се работи за една појава што е нова. Ова јас сум го изнесувал многу порано, повеќе години назад, а и поново минатата година истото го презентирав, меѓутоа овој пат најде на многу голем јавен интерес овој проблем и основната интенција е да се прекине со ова пракса. Факт е дека постои, тоа е неодбранливо. Неодбранливо и е докажано дека непотребно се препраќаат пациенти на интервенции и непотребно се оперираат, бидејќи во нашата пракса ние многу често работиме во сива зона. Тоа значи кај што може да се направи еден тип на интервенција, може да се направи друг тип на интервенција, може и да не се направи интервенција, меѓутоа зоната е гранична. Овде збориме за случаи кај што не постои таква сива зона. Значи, овие се чисти случаи. За жал морам да кажам дека продолжува тој тренд во многу поблага форма. Во многу поблага Се форма. уште и после откривањето има се уште Се уште има интервенции? таков тренд и ние будно го следиме тој тренд. Значи, за овој процес не стојам само јас, значи стојат формално 16 специјалисти, поголем дел си универзитетски професори, кои што се сведоци на сето ова. И ние будно го следиме сето ова и будно следиме како ќе реагира до крај Министерството, бидејќи ова е процес кој што треба да заврши со елиминирање на овој ризик. Да знаат пациентите дека кога ќе одат било каде, дали во приватна или во јавна установа, ќе им се направи нешто што треба. Ова аномалија не е само во приватните, ова го има и во јавните здравствени институции. При првото презентирање главниот притисок беше на приватните, меѓутоа овие аномалии се присутни во јавните здравствени установи. Јас се надевам дека во иднина ќе се подигне нивото на свесноста, ќе се прекине со овој процес и ќе се воведе контрола. Суштината е да се има контрола. Министерството за здравство дава дозволи за работа и на јавните и на приватните здравствени институции. Од тие причини Министерството е должно да врши контрола кој што работи во државата. Без дали разлика. доволно се контролирани? Без И разлика. јавните и приватните. Дали доволно има контрола? Некако во комисиите се никако, да речеме, доктори кои не се баш профили од таа област, она што го слушавме на прес конференции. Да. За сега, значи за порано, сум кажувал порано. За сега ќе кажам дека актуелниот министер се справува до сега одлично. До сега. Значи формираше комисија, комисијата излезе со заклучоци. И тие се заклучоци цврсти, базирани на многу објективни параметри. Тоа не е лично мислење на еден, двајца или тројца. Тоа е сериозна комисија на врвни експерти што го даде тој прелиминарен наод. Во меѓувреме министерот ја вклучи лекарската комора. Веќе има комисии кои што ги следат и ги мониторираат, мислам јавните здравствени, не сум сигурен дали и приватните се опфатени во таа контрола на лекарската комора. Тоа е исклучително добро, бидејќи тие комисии си ги формира комората. Тоа е исклучително важно да се има контрола. Суштината е да воведеме контрола во нашиот здравствен систем. Значи, од една страна, Министерството контролира кој што работи и како работи, не само, и то не е поврзано со осигурувањето. Тоа значи дека Министерството мора да контролира кај секој пациент што се третира. Тоа може и да е странски пациент, да е од Косово, од некоја европска земја, од било која соседна земја,
Иако не е наш осигуреник, Министерството треба да контролира дека во таа болница или таа јавна или приватна болница се практикува медицина базирана на докази. Втората контрола е од фондот. Фондот својата контрола ја базира врз основа на принципите на осигурување. Тоа значи, таму кај што плаќа фондот, мора да има стручна експертиза, неформално правна експертиза, значи да има стручна експертиза од компетентни експерти дали соодветната интервенција е навистина индицирана. И основниот принцип е, здравството не смее да биде бизнис. Но е бизнис. Но е Колку бизнис. ќе се успее во тоа со оглед што ние сепак политиката има влијание во носење на министер, па министерот носи негова гарнитура, значи и самите еве издруженија и доктори и директори кажуваат не може да се постигне нешто зашто сепак многу брзо се минува и дали може тој бизнес и дури и корупција да се контролира никако во иднина. Ова е механизмот. Треба да се контролира од повеќе страни. Процесите треба да се контролираат во сите институции. Значи и во јавните и во приватните треба да имаме стручна контрола која што ќе контролира дали нешто навистина што треба се прави и второ да го контролира и квалитетот. Значи тоа е вториот тип на контрола што треба да следува. Значи првото е дали навистина се прават интервенции и се препорачуваат и снимање и диагностички интервенции и диагностички процедури, па потоа интервенции со причина или без причина. И второто ниво на контрола ќе биде контролата на квалитетот. Бидејќи овие процеси се присутни во сите здравствени институции. А професоре, веќе една во владата се говореше, клиниката за кардиологија, клиниката за кардиохирургија да бидат еден центар. Со оглед на тоа знаевме дека на кардиохирургија имаше одредени проблеми со анестезиолози, па меѓучовечки односи, долг период немаме ниту една ни трансплантација на срце. Се знаеме колку се и тешки трансплантациите, не може само да го ставиме фокус на самите кардиохирурзи таму зошто нема. Дали е добро да има еден центар и како ќе биде регулиран? Сигурно, тоа е перспективата и нашата институција е дизајнирана пред 35 години, пред повеќе од 35 години нашата институција е дизајнирана да биде еден центар во кој што ќе има целокупна кардиолошка услуга, значи неинвазивна, инвазивна, интервентна кардиологија, системна коронарна интензивна нега и кардиохирургија. За среќа профункционира кардиохирургија и сега е сосема природно во фаза кога се прави реформа во здравството, кога сегашниот тренд е на некој начин на окрупнување и намалување на трошоците, меѓутоа зачувување на автономијата на секој центар, најприродно е да биде еден кардиоваскуларен центар од национален интерес. Бидејќи нашиот центар, кој што е во фаза на формирање, ги обединува трите основни функции: здравствената, наставната и научната. Тоа е единствениот центар во државата кој што ги има тие три основни функции на едно место. И тоа ќе гарантира на некој начин не само добри здравствени услуги, ќе гарантира и наставна база кај што и сега се тренираат и едуцираат студенти, специјалисти, субспецијалисти и на третата работа што е многу важна, научната работа. Ние сме и научна институција, ние сме центар кај што се прават и се водат научно-истражувачки проекти од кардиоваскуларната медицина. И се надевам дека овој центар многу брзо во почетокот веќе на идната година ќе биде функционален и ќе послужи за пример како треба и останатите гранки на некој начин да се функционално интегрираат. Има и подобра контрола на буџетот, предпоставувам, на сите оние скапи интервенции. Секако и добро е што ја отворивте и темата со трансплантација. На нашата државна кардиохирургија се направени и се започнати за прв пат трансплантациите на срце, што е еден историски успех во медицината во Македонија. Меѓутоа треба да знаеме дека трансплантацијата не зависи само од кардиохирурзите и анестезиолозите на државна кардиохирургија. Тоа е еден мултидисциплинарен тим кој што вклучува и расположливи органи, достапни органи кои што ќе се применат, една многу комплексна процедура. Јас се надевам дека во иднина ќе го напредиме тој процес.
Професоре, јас ви благодарам за овој разговор. Навистина има уште многу теми кои ќе ги продолжиме во 2026 година и ви посакувам навистина големи успеси. Благодарам со големо задоволство секогаш. Почитувани, ви благодарам за вашата гледаност и ви посакувам пријатна вечер.